Зорица со долна црта Стојановска вели дали бета-глукан помага за имунитет и која е поврзаноста. Зорица, да, науката верува многу во тоа. И многу често го среќаваме денес и по медиуми, во портали, и како производ нели се продава глукан, имуноглукан, со ова, со она и така натаму, но треба малку да не треба повторно таа хистерија, ајде добро, еве има нешто за имунитет и сега да посегнеме, затоа што имунитетот е толку комплициран механизам што медицината се уште премалку знае за како се функционира. Инаку бета-глукан ти се еден тип на растителни влакна кои што се растворливи. И најголемиот ефект на овие бета-глукани, односно растворливи растителни влакна, имаат врз кардиоваскуларното здравје. Затоа што го регулираат холестеролот и доколку се внесуваат барем 3 грама во денот, дефинитивно ќе помогнат за да не се појави покачен холестерол во крвта. А тоа знаеме по автоматизам дека е многу погодно за кардиоваскуларното здравје. Втора работа, помага за да многу побавно се ослободуваат шекерите во крвотокот, а со тоа да нема пикови на шекер, инсулин и слично, и секако помага за повторно за кардиоваскуларно здравје, така да самото тоа што ќе си помогнеш на кардиоваскуларното здравје, помагаш и за имунитетот. Од друга страна, со овие растителни влакна се продуцира едно соединение, се вика интерлеукин 4, кое што помага во размножување на Б и Т клетките, кои што се клучни за имунитет, и во создавањето на крвна плазма, која што е актуелна во ковид кризава и ја слушаме доста по телевизии како крвна плазма, така да науката верува дека помага во подобар имунитет, но не треба ти да бидеш да легнеш само на тоа уво и да биде стратегијата оке ќе земам бета-глукан и ќе го решам имунитетот, затоа што тука е потребно и други витамини и минерали како цинк, витамин Д, витамин С, и протеини, значи тоа е многу сложен механизам и исклучиво во услови на добра исхрана и активен живот ќе создаваш добра каросерија и систем и механизам кој што ќе се справува со сите ризици.